технички е невозможно да се утврди било кој од тројцата дали во рацете носи нешто со себе кога се упатуваат. Меѓутоа известно е дека при враќањето таткото го носи со себе стапот со кој е изудирен обвинетиот и неспорни од другите докази од фотографиите. При преглед на возилото стапот со кој е ударен обвинетиот е пронајден на задното седиште во возилото, завиткан во дуксерката на покојниот, на задните две седишта, помеѓу двете задни седишта практично. Стапот е пронајден и дефинитивно на него има ДНК анализа на кој што имаме неспорни траги кои што потекнуваат од обвинетиот, односно стапот со кој е ударен обвинетиот. И тој момент е неспорен. Одејќина кај насипот се допира за појас. Не може никој да утврди што има, но зошто би се допирал ако нема ништо, но заедно со другите докази кои ги слушнавте и посекотините на палецот покажува дека го држал ножот, што и самиот го признава. Прашање е начинот на кој го држал, вештаците ни посочија. И она што е најбитно, покажува една голема нехуманост. Видовте дека Мерцедесот беше паркиран, жената го прескокна детето, влегува во кола и избега. И никој не помогна. Го приведуваат во комбе, не е врзан со лисици, мобилниот му е во рака. И видовте дека има разговори со неколку броја. Јас и тогаш кажав, ножот некој од лицата го има собрано, затоа и не можевме да го најдеме.